вториот дел од ова издание на Македонија наутро со разговор во студиото. Државниот завод за статистика вчера ги објави официјалните резултати од пописот што беше спроведен во септември минатата година. Според податоците во Македонија живеат 1.836.713 граѓани, а во диаспората 260.606 лица. Меѓутоа мораме да истакнеме дека пописот покажа дека имаме и демографски проблем кој што е огромен. Дали и колку брзо нацијата ни умира? На оваа тема разговараме со мојот денешен гостин, господинот Никола Тодоров. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ја најдов. По речиси 20 години, конечно вчера беа објавени резултатите од пописот на населението и домаќинствата. Кој е вашето видување на резултатите од пописот? Па, моето видување е она што вчера го напиша во мојата редовна колумна за Дојче Веле, а тоа е дека нацијата не умира. И тоа ми е прв заклучок од овој попис, затоа што видовме дека нацијата прво се намалува, второ старее, трето младото население се намалува. Оние податоци кои што вчера ги објави во мојата колумна, кои што прилично беа загрижувачки, дека старото население е 13,9%, односно е надминало границата од 12%, што не сврстува во земја со старо население, но овој попис се покажа дека е уште поголема, односно изнесува 17,17%. И втора работа, старото население го надмина бројот на младото население, односно има повеќе лица од 65 години постари, отколку што има од 0 до 14 години. Ова е демографска катастрофа за државата. Ова значи дека во наредниот период населението уште повеќе ќе се намалува и демографски се повеќе ќе страдаме. А ова демографско страдање, условно кажано, ќе доведе до страдање и на економско страдање, проблем на економијата, проблем на стопанството и така натаму, што и ќе доведе до сериозна промена на демографската структура во државата. Ова особено затоа што една е демографската структура на лицата од 0 до 14 години, а друга е демографската структура на лицата од 65 години и постари. Ако збориме веќе и по етничка линија, тогаш од 65 години нагоре, најголем дел од тие лица се македонска етничка заедница или македонци, веројатно повеќе од 17, ако тие круз табулации се уште не ги видов во табелите што вчера ги објави Државниот завод за статистика, а етничката структура кај лицата од 0 до 14 години е различна. Така да во наредниот период ќе видиме прилично сериозна демографска промена во државата и тоа ќе се рефлектира во наредните 15 до 20 години прилично драматично. Јас објавив вчера и некои податоци кои што ги имам кога ја спремавме таа стратегија за демографија, 2015 година беше тоа. Тогаш констатиравме дека за прв пат во 2013 година беше тоа, бројот на новородени деца или мајките со етничка припадност македонки беа под 50%. Така да. И се затоа говорам, овие сите податоци идат во правец на тоа дека демографската структура во Македонија се менува, тоа е број 1, но клучната работа е што демографски државата нацијата ни пропаѓа. Така, потврда за овој демографски екзодус се и податоците дека во 66 општини има помалку луѓе од пред 2 децении. Меѓутоа би се навратила малку на бројките од пописот во смисол на тоа дека значително влијание врз резултатите на пописот има и оние граѓани кои што не се попиша. Станува збор за бројка од 132.260 граѓани за кои податоците биле земени од административни извори. Овде станува збор и за резидентно население, лица кои што се граѓани на Република Македонија, но и на луѓе кои што живеат во диаспората. И можеме слободно да кажеме дека токму пак овие граѓани кои што не се попишали сега немаат право да го коментираат, да ги коментираат резултатите од пописот. Од табелите и круз табулациите кои што вчера ги видов, што ги објави Државниот завод за статистика, гледам дека овие 132.260 граѓани се сврстани во делот на резидентно население. Што ја прави оваа бројка сериозно голема и што би рекол фрла една сериозна дамка на целиот процес на пописот, затоа што 132.000 граѓани, или над 7%, е прилична бројка која што влие на резултатот на пописот. Особено што овие лица не се попишани по најмалку 3 клучни параметри, а тоа е етничка припадност, јазик на кој што говорат и религијска припадност. Ако земеме дека за овие 3
би рекол, едни од клучните параметри на пописот. Имаме 132.000 граѓани кои што не се попишале, и ако земеме дека тие 132.000 се дел од резидентното население, тогаш ќе видиме дека пописот е прилично непотполн, да речем. Не знам како и какви мерки треба да преземе државниот завод за статистика за да оваа дамка ја тргне и дали е тоа возможно. Знам дека пописот се прави во еден моментум и мора да има еден пресек за определен период, затоа што предпоставка е дека денеска ако се направи анализа на овие 132.000 граѓани, ќе видиме дека можеби дел од нив се починати, можеби дел од нив се иселени и така натаму. Дел од нив го смениле својот брачен статус, така? Значи, има повеќе промени кои што можеле да се случат од периодот кога е завршен пописот до денеска, периодот кога е објавени резултатите. И затоа, како што кажав, ова фрлува дамка на целиот овој процес. Следно, тие се дел од резидентното население, а јас не можам да бидам сигурен дали тие се стварно тука. Затоа што анализата на тие бројки е направена врз основа на споредба на административните бази, но административните бази не можат со секогаш со сигурност да потврдат дали тие лица постојано живеат во државата или не, или па можеби можат делумно, но не целосно. Така да се фрла еве дополнителен и се става еден дополнителен сомнеш на целата оваа работа. И последен аспект е тоа што оваа бројка остави простор за многу политички партии да изразат несогласување со бројките од пописот. И второ, има возможни на оние кои што и го предизвикаа овој проблем, а тоа се оние кои што го бойкотираа пописот, нешто со што ја лично комплетно не се согласувам. Да кажат, еве, ние кажавме дека пописот нема да биде како што треба и излезе дека пописот не е како што треба. Вака едноставно да кажам. Иако тие се дел од проблемот, а не дел од решението. Затоа што сметам дека во овие 132.000 граѓани има еден дел кој што бойкотира, но има еден дел кој што од страф од ковидот во тоа време кој што беше прилично проширен и имаше една психоза во општеството, не дозволија да бидат попишани. Има трета категорија граѓани што се незаинтересирани воопшто. Така да, во секој случај, како што кажав, ќе повторам, оваа бројка 132.000 фрла сомнеш и мора да најде соодветна методологија Државниот завод за статистика оваа бројка некако или да ја објасни оваа категорија на граѓани. Затоа што оваа е во овој момент, претпоставам, трета категорија во државата. Така. Мораме да истакнеме дека беше навистина мал интересот за попишување од страна на граѓаните кои што живеат во диаспората. Да, ние постојано говориме дека во Македонија се случува екзодус, па Светска банка објавуваше некои податоци дека 500 или 600.000 граѓани се иселени од државата, а сега гледаме дека 266.000 колку се таму живеат во диаспора. Мислам дека и тој податок не е точен. Сега, кога ќе видите, имаме 132.000 непопишани, прилично неточен податок за диаспора, имаме недоволен податок за бројот на етничката подоба или етничката застапеност, затоа што ако имаме 132.000 кои што не се етнички попишани, не знаеме точно колкав е бројот. И има уште еден проблем кој што прилично не ми е јасен, а тоа е има една категорија кај религијата, има покрај наведени сите православен христијанин, католик, не знам, протестант и така натаму, има уште една категорија христијани. И таа категорија исто така прилично голема и сега не знам по кој методолошки принцип е направена оваа подоба, но во секој случај внесува една сериозна недоверба во бројките. Но, како и да е, на крај, ако сумираме, ние оваа операција како држава моравме да ја завршиме. Има определени пропусти кои што мислам дека Државниот завод за статистика треба да прво да ги објасни и второ да најде начин или методологија како овие пропусти да ги отстрани, особено во делот на овие 132.000 граѓани наши кои што не се попишале. Споменавте на самиот почеток дека она од што најмногу треба да се плашиме, и вие лично се плашите, дека од пописот гледаме дека многу брзо нацијата ни умира. Демографијата во Македонија и податоците во однос на тоа велат дека состојбата е очајна. Сега населението ни старее. Меѓутоа, како голем
причинител за тоа иселувањето. Се вели иселувањето на младите. Меѓутоа овде да не заборавиме дека се справуваме и со белата чума, односно намалениот наталитет. Поголем проблем е тоа. Тоа е поголем проблем него иселувањето. Еве, јас излегов и со некои податоци, ако во 1960 година во Македонија се раѓале 45.000 деца годишно, денеска или последната година, 2021, имаме 18.500. Тоа е катастрофален пат. Од друга страна, дадов и некои податоци таму за споредба, во 1960 Македонија имала 1,4 милиони жители, Албанија 1,6 милиони жители, Турција 27 милиони жители. Да. Денеска Албанија има 2,8 милиони жители, што значи 1 милион жители повеќе од Македонија, а истовремено и од Македонија и од Албанија се иселувале луѓе. Така? И можеби од Албанија дури и повеќе се иселиле. Но ете, они имаат 1 милион повеќе од граѓани од нас. Турција од 27 милиони додена на 84 милиони. Од регионален играч стана светски играч. А тоа ја прави на бројот на населението. Ние по овој параметар сериозно потврдуваме, сериозно паѓаме и тоа не прави многу мал пазар, неатрактивен пазар. Тоа ни оневозможува да има доволно работници за определени работни позиции, па затоа и веројатно е во нареден период компаниите да почнат да се обраќаат и до странските пазари на труд и да почнеме да увезуваме работници. Можеби тоа не биде за 1 или за 5 години, но за 10 или 15 години можеме да дојдеме до таква една ситуација. Тоа па дополнително ќе промени демографската структура во државата, така да како и да гледаш во наредните 20 години, овој ефект на бела чума кој што постои кај нас, комбиниран со иселувањето, ќе предизвика сериозен проблем во функционирањето на државата, па затоа и констатирав дека на еден начин нацијата наша ни умира. И за тоа сме виновни ние сите. Звучи поразително, но која треба да биде нашата стратегија за да го решиме овој проблем? Демографската стратегија е многу комплексна работа. Ние имаме како држава демографска стратегија која што донесовме во 2015 година и важи до 2024 година. Таа стратегија е објавена, но мислам дека на крај таа остана само едно голо слово на хартија. Никој не ја спроведува, има доста мерки таму кои што треба да се спроведат. Ако веројатно некој последните 4, 5 или 6 години работел на тоа 5 минути, јас ќе бидам среќен. Мислам дека никој воопшто не ни знае дека постои таа стратегија, ниту па се презимаат некои мерки за имплементација на таа стратегија. Така да ќе кажам дека оваа работа е прилично комплексна, бара комплексни мерки и бара мерки во долг временски период. Значи ние треба да почнеме да преземеме сериозни мерки денеска за резултатите да ги видиме после 10 или 15 години. И второ, сметам дека сите политички партии треба да го стават овој демографски проблем или ова умирање на нацијата број 1 приоритет, да најдат заедничко решение, тоа решение да го усогласат, да го донесат во парламентот и без разлика кој е влада, а кој е опозиција, тоа решение да се спроведува, затоа што за 20 или 30 години така претпоставувам нема да има никој да биде влада, никој да биде опозиција во оваа држава, затоа што прво ќе се смени комплетно демографската структура, второ тотално ќе се намали населението, четврто, трето економијата ќе пати или ќе пропаѓа и така да ќе станеме и неатрактивен пазар, но на крај неатрактивна земја. Да, податоците кои што говорат дека во однос на демографијата имаме демографски екзодус, што значи дека селата ни изумреа, сите оние граѓани кои што живеат овде во Македонија се слеа во главниот град во Скопје, младите се повеќе бегаат од руралните средини, но што е најтрагично и тоа што го кажавме и во целото ова ваше излагање, дека младите напуштаат државата. Младите напуштаат државата, има миграција село-град, веќе веројатно 60 на 70 години. Тоа што значи? Тоа значи дека во нареден период па ќе имаме сериозни проблеми со производство на храна. Во град храна тешко се произведува. Така да земјоделските површини ќе останат исто така празни и ние по сите параметри, кои прашање да го поставите, гледаме прилично црно во наредните 20 или 30 години. Затоа, како што кажав, мора да се преземат сериозни мерки, обединети мерки од сите политички чинители на нашава политичка сцена во Македонија и да се постави стратегија која што ќе се имплементира, на која што ќе се работи и на која што ќе има тим кој што ќе ја спроведува. Затоа што
иселувањето. И па тој податокот го видов пред некој ден, се објави дека повеќе од 50% или 54% од младите сака да се иселат. И затоа тоа го стави од овие 18.500. Предпоставка е дека половината ќе сакаат да се иселат во наредниот период. Значи ние ќе паднеме и под 18.000, така, во догледно време и под 17.000 новородени годишно, што е катастрофа. До крајот од вашата колумна, на која што ја спомнавте во почетокот на нашиот разговор, вие заклучувате дека конечно старите ги попишавме, младите не отпишаа. Да. А најстрашно е ако немаме план што да направиме во врска со тоа. Нема план. Така ме личи мене, нема план, никој не се занимава со ова прашање, сите го туркаат како небитно, како да сме помирени со фактот дека нацијата ни умира. И поинтересно е сега, ќе се жустриме, ќе збориме за 132.000 непопишани, па ќе ги признаваме, нема да ги признаваме резултатите, па не знам на некои други периферни политички теми ќе се караме, а на клучното прашање никој не го тангира. И тоа е проблемот. Значи нацијава умира, а ние се занимаваме со некоја друга небитна работа или далеку помалку битна работа. Народната вика село гори, баба се чешко. Тоа е ситуацијата во која што сме ние како држава веќе подолг временски период. Не е дека ова сега е така, да. Се случило, значи ова е подолг. Само беше инициирано со резултатите од пописот. Да, само што пописот сега за прв пат ни ги покажа овие податоци вака сериозно и ги извади на камера. Ние јас се занимавам со демографија или ја следам демографските трендови и овие податоци ги знам, ама најголем дел од населението не ги знаат. И сега ќе биде ова актуелно 2, 3 или 5 дена, после ќе стане нешто друго актуелно, ќе се заборави оваа тема и повторно после 10 години ќе видиме уште полоши резултати. Тоа е тоа. Затоа велам како да сме се помириле со состојбата на нација која што умира. Тоа е трагично и жално. Во наредниот период јавноста, секако стручната јавност и граѓаните ќе дискутираат во врска со последните податоци од пописот. Ќе се разговара и за методолошките проблеми кои што ги спомнавте во нашиот разговор. Останува во иднина да се надеваме дека државата сериозно ќе се зафати кон решавање на овие проблеми кои што излегува на виделина токму со пописот. Да се надеваме, иако сум скептик, да ви кажам искрено. Мислам дека никој нема се зафати, тоа е она што најмногу ме плаши. Ви благодарам многу за вашето гостување во Македонија на Аутро, ми беше задоволство. Исто и мене. Почитувани, правиме кратка пауза со музичка номера, па се враќаме со следниот разговор во студиото.